Редовен термин за информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Започна проценка на штетите во земјоделството. Градоначалниците на Велес и Кавадарци ги повикуваат лозарите и овоштарите да ги пријават штетите. Продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Нова инвестиција во Македонија. Земјотрес во Чиле. 27 загинаа во сообраќајна на несреќа во Кенија. Лина Ѓорчевска подобра од Даниела Сегуел. Ова се дел од настаните на кои работеше информативната редакција на К1 телевизија. Почнуваме веднаш по настаните. Останете со нас. Градоначалникот Александар Панов најави обештетување за сите земјоделци кои претрпеа штети од пролетниот мраз. Велешани масовно се потпишуваат за поддршка на лицата со попреченост. Трет грант на Агенцијата за вработување на Република Македонија, поддршка за вработување на млади лица до 29 годишна возраст. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов најави обештетување за сите земјоделци кои претрпеа штети од пролетниот мраз изминатиот викенд на земјоделските култури. Тој рече дека владата на Република Македонија целосно застанува зад земјоделците од тиквешијата. Владата на Република Македонија целосно застанува зад земјоделците и надмирувањето на штетите од измрзнувањето на виновата лоза и овошните насади, кои минатиот викенд доживеа елементарна непогода со измрзнување и до 100%. Ова денеска го соопшти градоначалникот Александар Панов, кој истакна дека овие денови ќе бидат утврдени проценките од сторената штета. И во тој смисол наредните неколку дена ќе имаме комисии составени од ресорните министерства и подрачните министерства во Кавадарци, во мешовит состав, заедно со луѓе од Скопје, кои што ќе дојдат и ќе ја утврдат висината на штетата во проценти, а потоа ќе следи најверојатно одлука на влада за количината, односно висината на надоместот кој што треба да биде исплатен. Панов информираше околу документацијата која треба да ја обезбедат земјоделците за да можат да добијат обештетување. Она што се бара како документација да биде доставена до ресорното министерство за земјоделие или подрачна единица во Кавадарци, и со увидот и записниците, имотниот лист кој што ќе треба да го достават да се изготви еден документ кој што ќе биде доставен до влада, за да во иднина очекуваме солиден износ кој што ќе биде еден вид обештетување и надомест на штетите кои што за жал нема да бидат само за оваа година, туку ќе бидат и за наредната година. Првичните оцени се дека штетите во овоштарството и лозарството се доста големи. Овој период ќе биде направена методологијата при што ќе бидат опфатени сите земјоделци кои се впишани во регистарот и останатите од општините Кавадарци и Росоман. И општина Велес ги повикува граѓаните кои имаат претрпено штета на земјоделските култури како последица од ниските температури, истата да ја пријават. Пополнетата пријава потребно е да се достави до архивата на општина Велес. Со пријавата да се приложат и копија од лична карта, трансакциска сметка, имотен или поседовен лист. Пријавувањето на штетите започнува од денеска 25.4.2017 година и ќе трае во наредните 7 дена се до вторник 2.5.2017 година. По завршување на овој рок, по сите пријави ќе постапи Општинската комисија за проценка на штети. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев ги повика земјоделците од Велес и Велешко кои во изминатите денови имаат претрпено штета на земјоделските култури како последица од ниските температури, истите да ги пријават. Земјоделците треба да пријават, а потоа започнува процесот за добивање обештетување. Први очекува е да се подигне пријава за настаната штета од елементарна непогода од граѓанскиот сервис центар на општината, а истиот може да се преземи од интернет страницата на општина Велес, односно veles.gov.mk. Откако тоа ќе се подполни, потребно е да се достави до архивата на општина Велес со пријавата.
да се приложат копии од лична карта, трансакциона сметка и задолжително имотен или поседовен лист. Градоначалникот Чадиев апелира до граѓаните да го почитуваат рокот за пријавување од 25 април до 2 мај. Доколку некои од граѓаните го пропуштат рокот од оправдани причини за ден-два, истите ќе бидат земени предвид. Откако ќе се помине постапката за пријавување, по сите пријави ќе постапи Општинската комисија за проценка на штети. Тие ќе пристигнат на лице место, ќе утврдат висината на штетата со адекватни лица за токму за таа работа, за секое лице, односно за секој предмет поединечно. По завршувањето на проценката на штетите ќе се изработи елаборат кој ќе биде препратен до разгледување и одлучување во владата на Република Македонија. Во текот на изминатите денови, температурите се спуштаа под нулата во ноќните и утринските часови, со што се предизвика штета на земјоделските култури. По 55-ти пат Велишани ја дадоа својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Со порака за отфрлање на тиранската платформа и барање нови избори, од центарот на Македонија порачаа дека цврсто ќе стојат во одбрана на својата татковина колку што е потребно. Унитарна Македонија, не двојазичност и кантонизација, не за уставни промени, не за промена на знамето, химната и грбот на Република Македонија. Ова се пораките испратени вчера вечер од Велишани на мирниот протест. Кога се работи за Македонија, ние сме тука да стоиме цврсто во одбрана на својата татковина, рече Славе Радевски. Тој во име на сите поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија од Велес испрати барање до политичарите за предвремени избори. Наместо да зборуваме за економски платформи, наместо да зборуваме за прогрес на оваа држава, ние зборуваме и се браниме да ја зачуваме Македонија во сопствената ни Македонија. Епа нема да може. Само избори за Република Македонија унитарна. Избори, 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 избори. Зборувајќи зошто граѓаните треба да испаднат на улица и да застанат зад барањата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, Кире Василевски се осврна и на изјавите на Мирослав Грчев. Деновиве од устата на еден универзитетски професор. Пазете, универзитетски професор. Слушнавме дека сме биле хибернирани кретени и ниско организирана протеинска материца, па дури и мајмуни. Човече, каде ти е паметот? Универзитетски професор. Такви им се професорите на оние што ја поддржуваат тиранската платформа. Токму така. Протестите продолжуваат се до исполнување на сега веќе нивното единствено барање, а тоа се нови избори. Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер и од Неготино повторно потенцираа дека бараат предвремени парламентарни избори кои ќе бидат решение за моменталната криза во која се наоѓа Македонија и нормално отфрлање на платформата. Граѓаните на Неготино со мирен протестен марш вчера вечер ја поддржаа граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и сите нејзини барања околу отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарна и суверена Македонија. Ние мирно ќе протестираме се до отфрлање на платформата изготвена во туѓа држава и мирно протестираме за заедничка Македонија, нагласи новинарот Пецо Миланов. Нема филозофија во оваа работа. Не треба многу ум за да разбереш дека Македонија се сака и со пари и без пари, и со субвенции и без нив. Филозофијата е во едно, че ја имаме ли државата или нема да ја имаме. Граѓаните низ улиците на градот порачаа дека единствен излез од кризата се само нови предвремени парламентарни избори и дека не сакаат воведување на двојазичност во нивниот град, менување на националните символи како и менување на Уставот на Република Македонија. Протестираме против тоа друг да ни ја крои капата и судбината во нашето парче земја, во нашиот двор.
во нашата дневна соба, во нашата Македонија. Утре пак ќе пиеме кафе заедно, но не е sejedno каде. Не е sejedno дали ќе те скорнат од масата кај што седиш или ќе мораш резервација да направиш за да седиш и пиеш кафе дома. Движењето го победува планот за промена на името, знамето, химната, грбот, идејата за федерализација, кантонизација и разнебитување на Македонија. Протестите, велат неготинци, ќе продолжат и во наредните денови. Специјализирани обуки за невработените лица од општините Демир Капија и Росоман ќе се одржат во наредниот период како дел од проектот подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот. Освен специјализираните обуки, невработените лица и учесниците на обуките во периодот од 24 април до 30 мај оваа година ќе можат да добијат стручна помош и директна консултација за да изготват документ за вработување, да најдат огласи и се останато поврзано со процесот на вработување преку активноста групно и индивидуално менторство. Специјализирани обуки за невработени лица од општините Демир Капија и Росоман се предвидени преку проектот подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот. Предвидени се 50 обуки во двете општини, а целта е стекнување и подобрување на одредени вештини на невработените лица, со кои ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. До сега се одржани 44 обуки во двете општини, а учесниците имаа можност да се запознаат со поимите предприемач и предприемништво, со формите на бизнис и интелектуална собственост, со Microsoft Office алатките, како и со најпопуларните интернет прелистувачи и пребарувачи и нивните елементи. Фокусот на следните обуки ќе бидат насочени кон угостителството во руралните средини, но и влијанието на климатските промени во земјоделството. Осем обуките, невработените лица и учесници на обуките во период од 24 април до 30 мај оваа година ќе можат да добијат стручна помош и директна консултација за да изготват документи за вработување, да ги поднесат, да најдат огласи и се што е поврзано со процесот на вработување преку активноста, групно и индивидуално менторство. Проектот е финансиран со средства од Европската Унија и Министерството за финансии преку секторот за финансирање и исклучување на договори, а кофинансиран од партнерите општината Демир Капија и општината Росоман. Велишани масовно се потпишуваат за поддршка на децата со посебни потреби. Акцијата за собирање на потписи тече изненадувачки добро, велат организаторите. Акцијата ќе трае до петок за да собереме повеќе од потребното, велат родителите на децата со посебни потреби. Апел до сите оние кои што сакаат да го дадат својот потпис за овие деца, можат тоа да го направат од денеска па се до петок пред Велишкиот театар од 11 до 18 часот. Велишани со поддршка за барањата на невладините и родителите на децата со попреченост за законски измени со кои ќе им се олесни животот. Меѓу главните барања е да се избрише старосната граница од 26 години, по која на овие лица во повеќе закони им се ограничува државната помош. Подписите се наменети за лицата и децата со посебни потреби, да се сменат законите, да не поддржат граѓаните. Ова е граѓанска иницијатива која испадна спонтано. Потребни се 10.000 потписи за измени на законите да влезат во собраниска процедура, а организаторите задоволни од досегашниот одзив на Велишани. Во сите законски регулативи бараме промени во Министерство за здравство, труд и социјала, образование. Буквално имаме многу големи проблеми, од ништо не сме поддржани. Од овој месец па се до исполнување на нивните барања, родителите на децата со попреченост по 3 дена ќе кампуваат пред Собранието на Република Македонија. Велат дека на овој начин сакаат да го свртат вниманието на пратениците за нивните потреби. Во црквата Свети Спас денеска се одбележа 115 години од смртта на учителот Петар Михов, првиот директор на Велешката гимназија. По тој повод општина Велес и гимназијата Кочорацина одржа чествување за неговиот лик и дело. Делегации од општината положија свежо цвеќе на гробот на Петар Михов, свештеници од Повардарската епархија служија панахида, а учениците од гимназијата подготвија пригодна програма.
Свештеници од епархијата Бовардарска денес во црквата Свети Спас, каде се наоѓа вечното почивалиште на учителот Петар Михов, одржаа панихида во чест на 115 години од смртта на борецот за слободна Македонија. Животниот пат на Петар Михов се уште е недоволно познат за македонскиот народ. Тоа е загадка која историската наука треба да ја решава. Македонците имаат право да знаат повеќе за учителот кој својот живот го жртвувал за Македонија и македонската револуционерна борба. Просветната дејност и борбата на Михов за македонската национална кауза им пречела на турските власти. Затоа во април 1902 година Михов е одведен во скопскиот затвор Куршумлијан. Таму ќе биде зверски мачен и пронајден мртов во својата келија. Човекот кого македонската историја го памети како директор на гимназијата во Велес, живее во меморијата на македонскиот народ преку песната. Таму, во Скопје, во затвор самотен, по глас на султан царска повелба, загина Михов со куршум продупчен. Посред челото, во сон, во постела, за тие како него песни да пееме, а не да жалиме, солзи да лееме. Тие ја исполнија должноста света. Должни сме и ние така да направиме. За тебе, мајко Македонија. Денешното чествување беше во организација на општина Велес и гимназијата Кочорацин. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска најави нова американска компанија која ќе отвори околу 300 директни работни места. Компанијата веќе започнала да го средува браунфилд објектот каде ќе биде лоцирана. Станува збор за отварање на нова фабрика во делот на медицинската индустрија во општина Кривогаштани. Инвеститорите веќе го реновираат и адаптираат објектот, ги прибавуваат потребните дозволи, ја набавија опремата и очекувањата се дека најдоцна за 2 месеци од сега, а може и порано, истакна Груевски да започне со работа. Вести од Македонија во продолжение. Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи конститутивната седница, на која се дебатира за избор на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Главна тема во досегашниот тек беше тиранската платформа, за која пратениците од ВМРО ДПМН сметаат дека е постизборно подметната од СДСМ, да се откажат од неа и да се оди на нови избори. Според пратеникот Драган Данев од ВМРО ДПМН, молчењето на пратениците од СДСМ и нивното неприсуство кажува се. А всушност и ние, и граѓаните на Република Македонија, особено сите оние повеќе од пола милион македонци и граѓани на Република Македонија што протестираат веќе 2 месеци низ градовите и селата, знаат дека договорено е следново, да базата на програмата всушност која ги загуби изборите на 11 декември, така наречената програма за живот, е всушност тиранската платформа, која законот за јазици, кој Македонија ќе ја направи бинационална држава, едно, и второ, базата е декларацијата со која ние, македонците, мора самите во парламентот на Република Македонија да се прогласиме како геноциден народ. Пратеникот на СДСМ Сашо Потков истакна дека граѓаните на Република Македонија бараат решение на проблемите, додавајќи дека пратениците на ВМРО ДПМН со нивните дискусии ја кочат работата на собранието, избор на председател на собранието и избор на влада. Јас доаѓам од Гевгелија, пред 2 дена имаше референдум, граѓаните се изгласаа едногласно против отварање на рудници. Гевгеличани бараат, како и сите останати во Македонија, да се откочат овие процеси, да почне избор на председател на Собрање на Република Македонија и потоа формирање на влада која ќе може да се зафати со решавање на реалните проблеми. Пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН реплицираше на процедуралната забелешка на Потков. Во таа процедурална забелешка може да се искористат многу работи како поука. Прво, дека народот треба да се праша, а токму тоа е ние што велиме, народот да го прашаме за најновиве постизборни политички измами. Значи, по истата логика по која што вие велите, велиме и ние. Второ, нема никаков проблем ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија да оди во опозиција, но повторно, господине Поцков, за тоа треба народот да одлучи. Оној ист народ кој што пред 3-4 месеци одлучи ние да бидеме победничка партија, а вие да бидете втора партија.
Така да не ги мешаме работите. Димовски ја повика СДСМ да се вразуми и да прифати дека граѓаните на Република Македонија одлучиле ВМРО ДПМН да биде победничка партија, додека СДСМ доби помал број на гласови, со што немаат легитимитет. Им порача да ги отфрлат сите постизборни манипулации, платформи или документи, да го прифатат местото на втора партија во парламентот, за да бидат работите одблокирани. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски ја најави најновата мерка Грант, трет поред за младите лица до 29 години во гостување на ТВ Нова. Агенцијата за вработување изминатиот период промовираше низа мерки и обуки, се со цел да се поттикнати вработат младите лица. Тоа се краткорочни обуки во трајање од 3 месеци. И ако кажам дека над 60% има вработливост, јасно е дека вредат, имаат позадина, имаат тежина, мерливи се и видливи. Значи не е нешто што статистички измерено, туку е нешто што е, да кажеме, административно пребројано. Значи врзта на матичен број, име, презиме, компанија и така натака. Според Поповски, овие краткорочни обуки даваат можност за лицето кое можеби има теорија, а нема пракса, или има сосема друго образование, а се насочува кон друга нова вештина. Тоа се, да кажеме, почетни знаења за практична работа. Со текот на времето тие лица стануваат експерти во и професионалци во нешто ќе го работат. Ходиме од највисоката, значи образовна структура, сепак се програмерите на прво место, машинските инженери, градежните инженери, електроинженерите, технолозите. Според Поповски, тие се дефицитарни струки, а компаниите кои бараат такви луѓе сакаат да бидат со искуство и токму затоа се сите обуки и мерки на агенцијата. Неколку струмички компании ќе бидат избришани од регистарот на откупувачи поради непочитување на неделните откупни цени. Оваа одлука е донесена откако Државниот инспекторат за земјоделство открил и други неправилности при откупот на пролетната зелка и во купопродажните договори кои откупувачите треба да ги потпишат со земјоделците. Кај 7 трговски фирми се утврдени неправилности, но само кај неколку прекршоците се големи зашто им се заканува одземање на дозволата за работа. Инспекторатот ќе испрати предлог до ресорното министерство за одземање на лиценците. Земјоделците пак се сомневаат дека се тактизира и манипулира со цените. Цената на зелката нагло падна за еден ден, која на почетокот изнесувала од 35 до 40 денари. Од почетокот на оваа сезона од Македонија до сега се извезени 700 пратки со 12.000 тони зелка. Најмалку 27 лица загинаа во судир меѓу патнички автобус и камион во Кенија, соопшти полицијата. Како што се наведува, до несреќата дошла на главната сообраќајница во земјата, која ги поврзува двата најголеми града, престолнината Најроби и пристаништето Момбаса. Американските медиуми наведуваат дека во сообраќајни несреќи во Кенија годишно страдаат околу 3000 лица. Ова е свето денес. Центристот Емануел Макрон на вчерашниот прв круг од претседателските избори во Франција освои 24,01% од гласовите, а ултрадесничарската лидерка Марин Ле Пен 21,30%. Покажуваат конечните резултати од преброените гласачки ливчиња. Кандидатот на десницата Франсуа Фион 20,01%, додека кандидатот за радикалната левица Жан-Лук Меланшон 19,58% од гласовите. На петто место по освоените гласови е кандидатот на социјалистите Бенуа Амон со освоени 6,36%, а националистот Никола Дюпон Енјан 4,70%. Другите 5 кандидати освоија од 1,21% до 0,18%. Според анкетата на ИФОП, во вториот круг од претседателските избори, Макрон ќе освои 60% од гласовите, а Ле Пен 40%.
Камион што превезувал радиоактивен материјал е украден во северозападниот дел на Мексико, соопштија мексиканските власти. Мексиканското министерство за внатрешни работи посочи дека камионот превезувал иридиум 192, што представува ризик по човековото здравје при неправилно ракување или ако се извади од кутија. Прогласена е тревога во 9 сојузни држави. Во текот на последните години имаше неколку случаи со кражба на радиоактивни материјали, но сите беа пронајдени. Две лица се убиени синоќа за време на антивладините протести во Венецуела, пренесуваат медиумите. До сега при протестите против венецуелскиот председател Николас Мадуро се убиени 23 лица. Новите жртви се од градовите Баринас и Мерида, што се наоѓаат во западниот дел на земјата, се наведува од венецуелското обвинителство. Двајцата биле застрелани додека протестирале мирно, а уште 7 лица се ранети, од кои 6 се во критична состојба. Земјотрес со интензитетот 7,1 степен според Рихтеровата скала го погоди Чиле, соопшти Американскиот геолошки институт. Епицентарот на земјотресот, што се почувствува во зградите во Сантијаго, бил на 35 километри западно од крајбрежниот град Валпараисо, на 10 километри под морското дно. Властите во Чиле дада наредба за превентивна евакуација во крајбрежниот регион до Валпараисо, но набрзо ја откажаа, бидејќи Тихоокеанскиот центар за предупредување за цунами објави дека не се очекува цунами како последица од земјотресот. Според првичните информации нема жртви ниту материјални штети. Денеска имавме претежно сончево време, пропратено со ветер од променлив правец. Минималните утренски температури се движеа од -3 до 6 степени, а максималните дневни температури од 11 до 21 степен Целзиусов. Со информацијата за времето го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!